Ке посакаме и на колешката Ивана Крстевска-Јаневска. Ивана, добро утро, ке трчаме ли? Јас слободанка, да, така што ќе ве поканам и вас доколку сте расположени и доколку сте слободни секако на 7 април да се пријавиме сите заеднички и да истрчаме една убава женска трка која што верувам дека сите дами може да истрчаат. Се работи за трка која што е само 3 километри, така што верувам дека сите можеме да ја истрчаме. Ајде да си Ќе ве испробаме поздравам силата, сите во да. студиото. Така, благодарам многу. Велам, па ќе пробаме, зашто да не па и последни да сме. Битно е да учествуваме, важно е. Ке зборуваме токму на оваа тема, така, со Гордана Николовска од Сојузот на спортови, каде што веќе, како што и ти кажа, започна пријавувањето за 12-тото издание Женска трка 2024. Повелете со разговорот. Да, токму овде каде што се наоѓаме ние ова утро на ова место на булеварот Илинден на 7 април е стартот на 12-тото издание на Женската трка, но повеќе околу пријавувањето и што ќе можат сите дами, но и сите оние кои што ќе ги поддржуваат девојките и жените кои што ќе трчаат, ќе да знаеме од Гордана Николовска. Добро и убаво утро, Гордана. Вие сте виновникот за ова, да речам, веќе традиционална женска трка, 12-то издание по ред. Како настана? Сојузот на спортови на Скопје е организатор и јас не сум единствена во тимот. Заедно ја работиме, но во името на сите ќе кажам дека недостатокот се јави на глобално ниво. Бројот на жените учеснички е значително помал на трките и во спортот воопшто. И имавме идеја како да го зголемиме тој број. Како промотивна трка на Скопски маратон се роди идеја да се создаде женска трка, која ќе биде на помала дистанца, за да може да ги мотивираме девојките, жените да истрчаат, да пробаат, да видат дека можат. Со малку вложен труд, а со многу мотивација може да се натераат себе да си го сменат живот. Така пред 12 години ја почнавме трката на 1 километар, па ја зголемивме на 2 километра, сега и на 3 километри. Е улична трка која што ќе се стартува од фонтаната, по булевар Илинден до семафорите кај Борис Трајковски и назад. И оваа година имаме 9 старосни категории, до минатата година имавме 7. Тоа е резултат на зголемениот број на учеснички, поготово од повозрастните категории, што нас ни е особено драго. А низ овие 12 години со оваа трка забележуваме дека бројот на жените учеснички на Скопски маратон, поготово на трката на 5 километри, онаа рекреативната, бројот на жените е поголем од бројот на мажите. Тоа не значи дека мажите не трчаат доволно, напротив, се поподготвени и одат веќе на оние подолги трки на 21 километар, па сега целта ни е жените да ги натераме да имаат малце поголем фокус од 5 километри да предат према поголемите дистанци. Иначе пријавувањето е отворено од пред 2 дена, веќе трет ден, на страната на женскатрка.мк може да ги најдат сите информации, старостните категории, како да се пријават, линкот е доста едноставен и да земат учество. Сите оние што ќе се пријават до 7 април ќе искористат цената од првиот бран, 350 денари, а дополнително доколку сакаат до 7 март, доколку сакаат може да купат и маичка, која што не е задолжителна за да не го оптерети буџетот. Јас сум убедена дека минатогодишниот број на учеснички околу 3000 ќе го надминеме и оваа година повторно булеварот Илинден ќе биде тесен за една прекрасна гледка каде што толку многу жени насмеани, позитивни, мотивирани ќе се обидат да се мотивираат да истрчаат најдобро што можат и да се вратат на една здрава патека, затоа што 7 април е денот на здравието, па главното мото ќе ни биде дека здравието е најважно и доколку не се грижиме за себе, доколку не практикуваме рекреација, која што е најважна, тогаш нема да бидеме среќни, нема да бидеме продуктивни, нема да бидеме позитивни, а тоа е тоа што на сите ни фали овие денови.
Дефинитивно нема ништо поубаво чувство, нема поубаво чувство од тоа после истрчана трка, односно после едно учество вака групно кога се трча и кога знаете дека сите околу вас нели се за истата цел. Ова не е трка нели од надпреварувачки карактер, но сепак се добиваат нели признание за сите оние кои што ќе истрчаат меѓу првите, но ајде да ги поканиме и сите оние кои што досега не учествувале. 3 километри не е некоја голема нели дистанца. Мислам дека буквално секој може да ја истрча. 3 километри е дистанца како во 7,5 да сте тргнале да купувате чевли, а да не ви затворат продавниците. Тогаш за пола саат повеќе од 3 километри се протрчува по трговските центри. Има доволно време да почнат да пешачат, најпрво со пешачење, па после да почнат малце и да трчат. Има доволно време за еден месец да се подготват. Впрочем, не мора и да ја истрчаат трката, иако е надпревар во трчање, но оние кои што не се подготвени да не се откажуваат. Сега може би оваа трка нема да истрчаат цела, дели ќе пешачат. Ама тоа ќе им биде мотив да почнат поактивно да се бават и секако дека ќе, убедена сум дека ќе истрчаат. Иначе наменета е точно рекреативно, да се мотивираат жените, да не се запостават, да си најдат време за себе, малку нека одвојат, еднаш, два пати во неделата. Тоа е доволно да се мотивираат да бидат после поздрави, да се вклучат во спортот поактивно, затоа што не е само трчањето, дружењето, енергијата која што ја има во трките е таа што е бесценета. Да не радува и фактот тоа што оваа година еве ја имате зголемено нели и старосната граница, односно поради тоа што нели се повозрасни жени и дами се пријавуваат да учествуваат во оваа трка, тоа значи дека веќе и повозрасните повеќе почнуваат да мислат на своето здравје. Така е, последната категорија е над 70 години. Чим веќе имаме регистрирани надпреварувачки над 70 години, веројатно следната година ќе имаме и 10-та категорија над 80 и тоа ќе биде за општа радост. Така ви благодарам, Гордана, на одвоеното време. До 7 март можете да се пријавите еве по промоцена да добиете и маичка од женската трка која што ќе се одржи на 7 април на Светскиот ден на здравјето. Стартот е овде на булеварот Илинден. Имате доволно време да се подготвите за да можете да ја истрчате и оваа женска трка која што е само 3 километри. Ги охрабруваме сите повозрастни дами да земат учество, како што спомена и Гордана, дека од година во година се старосната граница се зголемува на пријавените жени на оваа женска трка. Ивана, можна интересна женска трка. Многу благодарам за разговорот. Поздрав до Гордана и како што кажавме, еве и повозрастните имаат можност да се ги покажат своите физички можности и способности, но не би било баш добро некои над 70 годишни да бидат пред оние помладите, а тие да се позади нив. Но како и да е, ќе видиме како ќе изгледа сета трката и секој добро посакувам и успешна се разбира да биде.